Канал 5 Централни вести. Добро вечер и ви благодарам што сте со нас. Еве ги насловите. Самит ЕУ-Западен Балкан во Тирана. Премиерот Мицкоски бара оценување според реформите, а не според билатералните спорови. Се додека тоа е врз основа на системот на спорака, убеден сум дека ние ќе бидеме тие кои што први ќе стигнат до конечната цел. Обвинителството не се откажува од ефективен притвор за двајцата инспектори на УЈП осомничени за трагедијата во Кочани. Најави жалба на одлуката на судот. Палчо и останатите обвинети ќе се жалат пред апелација за доживотната казна затвор. Ќе побараме јавна седница на апелациониот суд. Ако и од тоа пресуда не сме задоволни, имаме секако право и на Врховен суд. Новиот мировен план на Трамп доставен до Зеленски предвидува бројни отстапки од Украина. Билатералните спорови не треба да бидат одлучувачки за пристапувањето кон Унијата, а напредокот на Македонија треба да се оценува според спроведените реформи, порача премиерот Мицкоски од лидерскиот самит во Тирана. Еврокомесарката Марта Кос на лидерите од Западен Балкан им порача дека Брисел се стреми кон заеднички напредок на регионот. На самитот во Тирана присуствуваат и премиерите на Црна Гора, Србија, Босна, Албанија и Косово. Детали од Јован Ѓорговски. Македонија останува посветена на европските интеграции, но тие немаат суштина ако билатералните прашања бидат фактор што одлучува дали државите ќе станат полноправни членки на Унијата. Ова е пораката која премиерот Христијан Мицкоски упати од Тирана на лидерскиот самит посветен на планот за раст. Мицкоски нагласи дека земјава премногу долго е во пристапниот процес и фокусот, како што рече, сега е ставен на развојната агенда. Најави дека до крајот на годинава ќе бидат реализирани најмалку 8 од преостанатите чекори. Наистина, не гледам повеќе суштина ако билатералните проблеми и ако билатералните спорови се тие кои што одлучуваат дали земјите треба да станат полноправни членки во рамките на Европската Унија. За мене суштината која што ја гледам е испораката. Реформите, чекорите кои што ги исполнуваат и се додека тоа е врз основа на системот на испорака, тогаш апсолутно ние како држава ќе бидеме компетитивни и убеден сум дека ние ќе бидеме тие кои што први ќе стигнат до конечната цел. Јас повеќе сум концентриран овдека на чекорите кои што се дел од развојната агенда, односно развојниот план. До крајот на годината очекувам најмалку 8, а богами може и 10 од 12 неисполнети чекори да бидат реализирани. Самитот во палатата на бригадите во албанската престолнина го отвори премиерот Еди Рама, кој во воведниот говор порача дека регионот не моли за место во Унијата, туку секој ден докажува дека припаѓа таму. Рама нагласи дека целта е Западен Балкан да се развива заедно со Унијата, а не на нејзина сметка. Дека Брисел е подготвен за заеднички напредок потврди еврокомесарката за проширување Марта Кос. Намерата, како што кажа таа, е регионот заедно да напредува, а целта е земјите да станат полноправни членки со, како што потенцираше, целосни права. Balkans don't ask favors. And this is something one can feel and can hear in every statement of every one of the leaders around the tables. Nobody is looking for favors. Nobody is crying for some sweets. Everyone comes with a pride. We are not begging to enter European Union. We are proving that we are every day more ready. Our ambition is for all of the countries to advance in sync, and we do not want new gaps to develop between the Western Balkan Six. All Western Balkan countries should become full members of the Union with, and I stress, full rights as the confirmation for full alignment with EU laws and even more important with EU values. Разговорите на шесте лидери во Тирана воглавно беа фокусирани на продлабочување на економската и институционална интеграција на земјите од Западен Балкан во единствениот европски пазар, преку клучни иницијативи од планот за раст, меѓу нив за роаминг, приклучувањето кон СЕПА, зелените коридори и новата фаза од заедничкиот регионален пазар. Обвинителството не се откажува од барањето за ефективен притвор за двајцата инспектори на УЈП осомничени за трагедијата во Кочани. Најави дека ќе ја обжали одлуката на Кочанскиот суд кој им изрече домашен притвор.
На останатите вработени во УЈП судот им определи мерки на предпазливост. Дејан Трајковски. Наместо ефективен добија домашен притвор, Кочанскиот суд не ги прифати побараните притворски мерки на обвинителството за даночните контролори од УЈП Штип Драган Чопаунов и Дуле Димитриев поврзани со случајот со пожарот во дискотеката Пулс, а за ваквата одлука обвинителството веќе најави жалба. И двајцата се сомничат дека е злоупотребиле службената положба, односно дека сториле кривични дела примање на подкуп и оддавање на службена тајна. Паунов, кој инаку е брат на ВД председателката на кривичниот суд во Скопје Даниела Димовска, веќе и стана познат на јавноста по комуникацијата која ја имал со Михаил Јованов, син на газдата на Пулс Дејан Јованов Деко, а која во септември ја објавирала и според која во замена за информации за инспекции тие му купувале подароци. ВД председателката на кривичниот суд Димовска за Канал 5 изјави дека нејзината позиција не треба да се поврзува со случајот со нејзиниот брат Паунов и ја уверува јавноста дека судот ќе продолжи да работи професионално, непристрасно и независно. Разбирам дека јавноста има прашања во однос на постапката што се води против мојот брат. Сакам да бидам целосно јасна, а тоа е дека ниту јас, ниту овој суд има било каква улога во тој предмет, како и дека не можам и не смеам да влијаам врз него. Како председател на судот, мојата работа се однесува на обезбедување. Моите лични и семејни околности немаат и не можат да имаат никакво влијание врз работењето на конкретниот случај на судот. За останатите 6 осомничени службеници од УЈП од Штип и Струмица, кои вчера беа уапсени, судот определи повеќе мерки на предпазливост. 6 пријавени даночни инспектори и управници од регионалните дирекции на УЈП во Штип и Струмица им овозможиле на правните субјекти МММ, Кафе и Пулс да ги избегнуваат даночните контроли и да работат без соодветна фискализација, со што се осомничени дека сториле злоупотреба на службената положба и овластување, согласно член 353 од Кривичниот законник. Во овој посебен предмет, меѓу 11 опфатени лица се и веќе тројца обвинети во првиот предмет, односно сопственикот на Пулс Дејан Јованов Деко, кој се сомничи во дел на фискализацијата, неговиот син Михаил Јованов, кој се сомничи за давање подкуп, како и инспекторката од Државниот пазарен инспекторат Весна Кузмановска, за која сега, според обвинителството, обезбедени биле дополнителни докази за кривично дело оддавање на службена тајна поради откривање на информации за ненајавени контроли. Ово е трет предмет поврзан со трагедијата во Пулс и ќе се суди во Кочанскиот суд. За првиот предмет, каде се осомничени 35 физички и 3 правни лица, веќе се одржа првото рочиште предвадена и закажани се нови за вторник и среда, а на почетокот на декември се очекува обвинението и за над 20 на полициски службеници. А од денеска во Кочани почнува со работа и Центарот за ментално здравје и психосоцијална поддршка, кој што во наредните 3 години ќе им биде на располагање на повредените во Пулс и на родителите на жртвите во пожарот. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ со повеќе информации. 8 психолози ќе работат во регионалниот центар за ментално здравје што денеска се отвори во Кочани со поддршка на Црвениот крст. Повредените, родителите и роднините на починатите на 16 март во дискотеката Пулс ке можат да дојдат и да побараат психолошка помош од психолозите. Од Комората на психолози објаснија дека ова е долг процес и многу потребен. Многу обуки, многу едукации, ќе имаме стручњаци кои баш ќе ги опремат психолозите одговорно да работат со траума, со PTSD. Од Црвениот крст објаснија дека овој проект треба да функционира во наредните 3 години и е центар за сите околни градови, за секој граѓанин на кој му треба било каква психолошка помош, меѓу кои семејното наследство. Сега е димензионира наредниве 3 години да биде во ваква функција, но јас искрено сакам да верувам, слушајќи го министерот пред тоа што говореше дека владата веќе се подготвува да овој дел го третира на еден посоодветен начин во смисла на посоодветна грижа, така да јас искрено очекувам дека овие центри што ние би ги отварале за некое кратко време ќе бидат поддржани од системот здравствен на државата. Не постои човек од нашиот град кој на еден или на друг начин не ја почувствувал болката, стравот, загубата и тешката грижа. Тоа се рани кои не секогаш се гледат, но болат. Затоа овој центар е повеќе од простор. Тој е символ на заздравување на раните. Министерот за здравство Алију најави дека вакви центри ќе се отворат во цела Македонија.
Се излеа Болска и Источка река кај селата Царев двор и Дрмени во близина на Ресен. Поплавени се над 50 куќи, магацински простори, визби и земјоделско земјиште, информира од ЦУК. Оттаму велат дека во моментот ангажирани се екипи на јавните предпријатија Македонија Пат, ЈКП Пролетер, како и приватни пумпи за испумпување вода и повеќе багери за расчистување на теренот. Поплави се евидентирани и кај селото Долна Бела Црква по излевање на голема река, чиј моментален водостој изнесува 210 сантиметри, додаваат од ЦУК. Поради обилните врнежи, од Македонија Пат информираат дека на повеќе делници има наноси од земја кои што се расчистуваат. Продолжуваме со теми од судството. Одбраната на Љупчо Палевски и останатите осудени за убиствата на Вања Ѓорđевска и Панче Жежовски ќе се жалат пред апелација за доживотната казна затвор. Пресудата по цели 6 месеци е доставена до бранителите, кои бараат и одржување јавна седница. Јорданчо Цветановски со детали. Одбраната на осудените за убиствата на Вања Ѓорđевска и Панче Жежовски најавува жалба до апелација и бараат јавна седница, откако била доставена пресудата за грозоморното убиство кое се случи пред 2 години. Речиси 6 месеци по изрекување на казните. Судијата Ивица Стефановски ја напишал пресудата и целосниот текст бил предаден на бранителите на осудените. Адвокатот на Љупчо Палевски Палчо смета дека доценењето на доставата на пресудата се должи на обемноста на овој случај. Што се однесува до жалбата, Страшевски вели дека истата е изготвена и ќе биде поднесена до судот. Предпоставувам дека на судот му требало повеќе време, бидејќи е обемен материјалот, обемни беа доказите, да ги селектираат, да ја напишат пресудата. Од страна на Љупчо Палевски изготвивме жалба, веќе е пуштена во доволен број на примероци до судот. Постанува и мојата жалба, значи да го запазам рокот во наредни денови да ја поднесам до судот. Најдовме одредени по наше видување неправилности и пропусти, суштествени повреди на постапката, кои ги имаме истакнато, че побараме јавна седница на апелациониот суд. Ако и од тоа пресуда не сме задоволни, имаме секако право и на Врховен суд. Љупчо Палевски Палчо, Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев беа осудени на доживотен затвор за убиствата на Вања и Панче кон крајот на јуни. Таткото на Вања, Александар Ѓорđевски, кој се сомничеше дека давала информации за движењето на неговата ќерка, беше ослободен од обвинение, а денеска јавното обвинителство вложило жалба во врска со ослободителната пресуда за таткото на Вања. Адвокатот на Ѓорđевски Владимир Туфекџики за Канал 5 кажа дека ќе бара јавна седница на жалбениот совет на апелациониот суд и очекува Ѓорđевски да остане на слобода. Релациите меѓу Македонија и Кина се одлични, оценува собранискиот спикер Гаши по средбата со кинеската амбасадорка во земјава, остварена ден по острата реакција од амбасадата на Кина во врска со состанокот на тројцата македонски пратеници со тајванската делегација во парламентот. Елизавета Дамјановска-Спасеновска. Само ден по острата реакција на кинеската амбасада за средбата на пратениците Милошовски, Мизрахи и Битики со тајванска делегација. Денеска во собранието прва средба меѓу председателот Гаши и кинеската амбасадорка Џианг Сиаоран. На неа Гаши, како што соопштија од собранието, бил дециден дека релациите меѓу двете земји се одлични, со голема почит кон традицијата, историјата, независноста и суверенитетот, со поддршка на концептот една Кина. Двете земји имаат долга историја на соработка, уште од нашата независност, 3 децении почит и соодветна комуникација, стои меѓу другото во соопштението од средбата. Средбата на пратениците со делегацијата на представништвото на Тајпеј во Италија се случи завчера во собранието, но кратко по реакциите соопштението беше избришано. Овој тежок погрешен чин го крши принципот една Кина, политичка обврска што Македонија ја презеде при воспоставувањето дипломатски односи со Кина, и став што го потврдија председателката Силјановска-Давкова и председателот на владата Мицкоски, со што ја подкопува политичката основа на нашите билатерални односи. Исто така испраќа погрешен сигнал до сепаратистичките сили кои се залагаат за независност на Тајван. Но Милошовски и Битики не се согласуваат со острата реакција на Кина.
Милошовски вели дека официјалната политика на Македонија кон Кина останува непроменета, со почитување на принципот на нивната сувереност и територијалниот интегритет на една народна република Кина. Избраните представници во Собранието на Република Македонија имаат легитимитет и право да остваруваат средби со секој добронамерен поединец или делегација и на крајот различните мислења и ставови се нешто вообичаено во секое демократско општество, па затоа сметам дека и од Народна Република Кина ваквите средби ќе бидат разбрани како можност за добивање повеќе информации на теми кои го привлекуваат вниманието на пошироката меѓународна дипломатска јавност. На сличен став е и пратеникот на СДСМ Фатмир Битики. Средбата со представници од Тајван беа во насока на поздравување на нивните активности во Македонија. Тоа се донациите што ги направиле во клиниката за педиатрија. Реакцијата од кинеската амбасада сметам дека е преувеличена, но не сметам дека би ги нарушило односите билатерални. Односите на Македонија и Кина беа нарушени во 1999 година кога владата на Љупчо Георгиевски и Васил Тупурковски донесе одлука да ја признае независноста на Тајван. Кина, како одговор, ги прекина дипломатските односи со Македонија, а одлуката имаше далекосежни последици за земјава. Во 2001 година Македонија ги прекина односите со Тајван, пошто Кина ги обнови дипломатските односи со Македонија. Генералниот секретар на ДКСК Адем Чучулј предложен за нов председател на антикорупционерите на денешната Собраниска комисија за избори и именувања. Предлогот треба да помине и на пленарна седница на почетокот на декември, а меѓу приоритетите кои што Чучулј веќе ги најави ќе биде и следењето на имотната состојба на функционерите. Собраниската комисија ја следеше Афродита Рамос. Актуелниот генерален секретар на Државната комисија за спречување на корупцијата, Адем Чучулј, е предлогот за нов прв антикорупционер од страна на Собраниската комисија за избори и именувања. Комисијата едногласно гласаше за Чучулј како прворангиран од 10 кандидати кои го минаа филтерот на селекционата комисија. Најдобро рангиран кандидат од спроведеното интервју е Адем Чучулј, дипломиран правник со положен правосуден испит од Скопје, кој е прв на ранг листата и доби најголем број на бодови, односно 96,5 бодови. Во своето интервју пред Собраниската комисија, Чучулј потенцираше дека веќе 20 години работи во ДКСК. Зад себе има неуспешен обид да биде изгласан за член на комисијата, а следењето на имотната состојба како и оспособување на регистарот на функционери би биле дел од неговите приоритети. Што би рекол еден колега поранеше, со едно копче да знаеме дали еден пратеник еве да му се споредат примањата и зголемувањето на имотот, дали можел да го купи. Доколку тоа можеме да го детектираме, веднаш го праќаме на финансиска полиција за да истражи дали можел да се случи и доколку не, ќе остане можноста и до јавно обвинителство. До сега праќавме на, би рекол, жими мајка до финансова полиција без законска обврска. Сега ќе ни биде законска обврска да го пратиме и законска надлежност ќе биде на финансиската полиција, што сметам доколку до 2028 за што треба и политичка волја. Предлогот на комисијата ќе се гласа на пленарна седница на парламентот, која според најавите треба да се одржи на почетокот на декември. Огласот за нов прв антикорупционер беше објавен летово, откако поранешната председателка Татјана Димитровска се поднесе оставка по обвиненијата кои ги доби за оддавање службена тајна и фалсификување на компјутерски сертификат. Нема повеќе вработувања во здравството по лична проценка. Преку регистарот за човечки ресурси во здравството ќе се знае какви профили на лекари недостигаат во здравствените установи низ државата. Електронскиот регистар на здравствените работници покажува дека во јавното и приватното здравство се вработени над 32.000 лица. Најмногу недостигаат медицински сестри. Сања Трајковска-Ставров. Во Македонија фалат околу 2500 лекари и 10.000 медицински сестри споредено со европскиот просек. Ова го покажува грубата математика откако министерот Азир Али објави дека јавното здравство брои околу 18.500 вработени, од кои околу 4.700 се лекари и 7.000 сестри. Алиу не кажа колку точно недостигаат детски хирурзи, имунолози и анестезиолози.
но посочи дека под 3 децении Министерството има основна база на податоци, врз која во иднина ќе може да се направи дисперзија, а не како што е сега, 70% од граѓаните да се лекуваат на клинички во Скопје. Бројот на лекари се зголеми минимално во последната деценија, од 265 на 100.000 жители во 2010 година на 296 на 100.000 жители во 2020 година. Но тоа е далеку од просекот, ако го гледаме од ЕУ, од кој што просек е 412 лекари на 100.000 жители. Бројот на медицински сестри се зголеми исто така од 356 на 100.000 жители во 2010 година на 430 во 2020 година, што едва е половина од ЕУ стандардите кои што велат 838 сестри на 100.000 жители. Алиу вели дека повеќе нема да може лекар да си бира специјализација по желба или со телефонски повик, туку специјализации ќе има според потребите на државата. За оние медицински гранки за кои нема потреба, нема ни да се отвараат места. Имаме голема бројка на доктори во области кои што се повеќе комерцијални, да кажеме, а помалци имаме во профили кои што ни се неопходни во здравствениот систем. Ве уверувам дека брзо ќе дојде тој период, најверојатно за месец и пол, ќе видите дека сите слободни места што ќе ги отвориме ќе бидат базирани на оваа табела. Нема да бидат базирани на телефонски повик од типот сакам моето дете да биде, не знам, ваков или таков доктор. Анализата покажала дека во Македонија има 112 јавни здравствени установи, а 2830 се приватни, кои во најголем дел се матични лекари, гинеколози и стоматолози. Во приватното здравство работат скоро 14.000 луѓе, од кои 9.000 се лекарски тимови. Скопје останува европска престолнина на културата. Проектот е деблокиран по состаноците со европски представници во Брисел, на кој што присуствуваше и градоначалникот на Скопје, Орце Ѓоргиевски. Тој порачува дека главниот град достоинствено ќе носи оваа титула и најавува трансформација на Скопје со инвестиција од над 55 милиони евра. Маја Стојановска со повеќе детали. Скопје останува европска престолнина на културата за 2028 година, објавија градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски и министрите за надворешни работи и култура Тимчо Муцунски и Зоран Љутков по заедничката посета во Брисел и средбата со еврокомесарот за меѓугенерацијска правечност, млади, култура и спорт Глен Микалев. За Канал 5 министерот Љутков објаснува дека проектот бил целосно блокиран, особено во делот на програмата содржана во апликацијската книга, како и во делот конкурсите за проектите кои според него биле незаконски. Љутков вели дека процесот сега е целосно одглавен, дека веќе се обезбедени реални средства од 20 милиони евра од владата и град Скопје и уверува дека се е подготвено процесот да продолжи во наредните 2 години кои преостануваат. Не беа обезбедени средствата, никогаш не се знаеше со колкава сума се располага. Таму во битбукот пишувале некоја сума од 128 милиони евра, што е сулудо. И сега во овој период, бидејќи веќе е откочен целиот процес, ќе мораме во скратен рок да работиме многу брзо за да стигнеме. Всушност ги имаме 26 и 27 година само за подготовки, бидејќи 28 во февруар веќе ќе мора да го презентираме тоа што сме го сработили. По посетата на Брисел, градоначалникот Ѓоргиевски на социјалните мрежи напиша дека Скопје влегува во нова ера. Според неговите најави, градот ќе се трансформира преку инвестиција од над 55 милиони евра во клучни инфраструктурни проекти, како аквадуктот, калето и Скупи, а сето тоа транспарентно ќе биде реализирано од професионален тим. Според Илија Вучков, кој директно учествувал во работните групи на Европската комисија во рамките на проектот, оптимистичките вести од Брисел влеваат надеж дека преку добра меѓуинституционална координација, Скопје ќе може да биде представено во соодветно светло. Изгубено е доста време. Повеќето градови кои што веќе биле од оваа иницијатива работат годините пред самата година за која што е номиниран градот. И во принцип фокусот треба да е ставен на туризам, на култура, на вработување. Скопје аплицираше за Европска престолнина на културата во 2018 година, за време на мандатот на Петре Шилегов, а титулата ја доби во 2023 година.
Отворено детско катче во затворот Идризово, изградено со поддршка од Европската Унија и Советот на Европа. Целта е подобрување на условите во казнено и воспитно-поправните установи и овозможување контакт на децата со родителите кои издржуваат затворска казна. Детали од Здравко Димитров. Отворено е детско катче во казнено-поправната установа Идризово, со кое ќе се овозможат потребите за контакт на децата со нивните родители кои издржуваат затворска казна. Проектот е реализиран во соработка со Советот на Европа. Голем дел од засегнатите деца се соочуваат со емоционални потешкоти, како резултат на нивните посети на затворите, каде нивниот родител издржува казна затвор. Затоа, оваа мала по вредност, но голема по значење мерка, се надеваме дека ќе ги направи посетите на најмладите колку што е можно попријатни и побезболни. Вакви имаме во Куманово, во Прилеп и во Штип, и сега имате прилика да го видите и овој, секако е еден од повеселите делови во затворите, колку може да биде во затвор весело, меѓутоа треба да имаме разбирање дека немал дел од затворениците имаат семејства, имаат мали деца и децата кога ќе дојдат секако дека многу попријатно ќе се чувствуваат со ова детско катче. На детските катчиња во затворите позитивно гледаат и од меѓаши и велат дека ова ќе придонесе децата полесно да ја поминат траумата за време на посетите. Од друга страна, министерката Весна Јаневска посочува и дека наставниот кадар во затворските институции влијае на ресоциализација на затворениците, но и на децата кои ги посетуваат. Секое присуство на тие кои се осудени и имаат можност да се ресоциализираат и да се со нивните најблиски им помага да ја пребродат таа траума која имаат. Ова е повеќе насочна улица во која системот, односно државата, заедно со многу други чинители, не само со Министерството за образование и наука, помага и во ресоциализацијата, но и на надминување на тешкотиите на тие семејства. Јаневска на конференцијата за мировно образование изјави дека Министерството за образование и наука е вклучено и во процесот на образование во затворските установи. Како што рече Државното училиште Макаренко, од оваа година спроведува настава во казнените и воспитно-образовните домови, зависно од потребите на затворениците. Следно на Канал 5, само вистина. Јана Јосиповска вечерва е кратко со вас. Пријатно.